Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Мудрост Сиракова 50 глава. Великиот свештеник Симон, син на онија за време на својот живот го поправи Божиот дом. Го затврсти храмот. Тој ја стави основата за двојното издигнување на високата ограда околу храмот. Во негово време се беше намалил водостојот, обкружен со ископ, слично на море. За да го укрепи градот против опсада, тој ги зајакна градските ѕидови. Колку величествен стануваше меѓу народот кога излегуваше од зад храмовата завеса. Тој беше како звезда деница сред облаци, како месечина кога е полна. Како сонце што грее над храмот на Севишниот и како виножито што светлее меѓу величествени облаци. Како роза во пролетни дни, како кринови покрај водни извори и како леванонско гранче во летни дни. Како оган со кадиво во кадилница, како искован златен сад, украсен со секакви скапоцени камења, како маслина со плодови и како кипарис, извишен до облаци. Кога се облекуваше во великолепни одежди, кога ги ставаше сите украси, качувајќи се кон светиот жртвеник, целото светилиште со блесок го исполнуваше. И кога ги земаше жртвените делови од рацете на свештениците, стоејќи кај огнот на жртвеникот, окружен како со венец од своите браќа свештеници, како леванонски кедрови фиданки и како гранки и палмови. И сите Аронови синови во сета своја слава со приноси за Господа на рацете пред целиот собир на Израел, извршувајќи ја на жртвеникот службата за да го овенча приносот на Севишниот Вседржител. Ја пружеше раката своја кон жртвената чаша и стураше во неа гроздов сок, го поливаше подножието од жртвеникот за благопријатен мирис на царот Севишен. Тогаш синовите Аронови трубеа во труби метални и викаа со силен глас за спомен пред Севишниот. И тогаш сиот народ ничком на земја паѓаше, за да се поклони пред својот Господ, Вседржителот и Севишен Бог. А пејачите со своите гласови го прославуваа. Во огромниот храм умилна песна се огласуваше. Народот на милостивиот и Севишниот Господ се молеше, додека славословието се пееше. И така Божјата служба ја завршуваа. Тогаш, слегувајќи рацете своји ги подигаше врз целиот собир од синовите израелски. Благословот Господов со устата своја го искажуваше за името Негово да се пофали. А народот уште еднаш ничком паѓаше за да го прими благословот на Севишниот. И денес, благословувајте го Бога сите кои на секаде големи чуда прави, кој ги продолжува нашите денови уште од утробата и со нас постапува според својата милост. Тој нека ни даде весело срце и во деновите наши мир да ни подари во Израел од век до век. Милоста Негова секогаш да биде со нас и навреме да не избави. Од два народа душата моја се одвраќа, а третиот и не е народ. Тоа се оние што живеат на планината Сеир, филистејците и глупавиот народ што живее во Сиким. Ова мудрост за поука и знаење ја напиша во книга јас, Исус, Сираховиот син, од Ерусалим, кој ја изли мудроста на своето срце. Блазе му на оној кој што ќе размислува за овие поуки, кој ќе ги стави во срцето свое, тој мудар ќе биде, а кој ги извршува, ќе успее во се, зашто Господовата светли на неговиот пат. Мудрост Сиракова 51 глава. Молитва на Исус, синот Сирахов.
Господи царе, Тебе ќе те воспевам, Тебе ќе те фалам. Мојот Бог и Спасител, Твоето име ќе го прославувам. Ти беше мој закрилник и помошник. Ти го спаси моето тело и пропаст од примките на јазик клеветнички и уста лажлива. Ти беше мој помошник против оние што стануваа против мене. Ти ме избави според Твојата голема милост и заради името Свое од заби што крцкаат спремни да ме изедат. И од рацете на оние што ја бара мојата душа и од многуте жалости што ги имав. Од оган, кој што ме задушуваше од сите страни од пламенот што не ме изгоре. Од лабината над овата утроба, од нечист јазик и лажливи зборови, од клевета на неправеден јазик пред цар. Душата моја, близу до смртта беше. Животот мој, до дното на пеколот. Од сите страни ме обкружуваа и немаше кој да ми помогне. Од луѓе помош со поглед барав, но ја немаше. Тогаш си спомнав за милоста Твоја, Господи, и за делата Твои уште од почеток. Дека ги спасуваш оние што на Тебе се надеваат, ги спасуваш од непријателски раце. Гласот на мојата молитва од земја го подигнав. Ти се молев од смрт да ме избавиш. Повикав кон Господа, кон Отецот на мојот Господ, да не ме остави во дни на неволја, кога немам помош од горделиви луѓе. Името Твое непрестоне во славословие ќе го фалам, зашто молитвата моја ја послуша. Од погибел ме спаси и во зло време ме избави. Затоа ќе те воспевам и ќе те фалам, и името на Господа ќе го прославувам. Потрага по мудроста. Уште како момче, пред да почнам да патувам, во молитвата моја отворена мудрост барав. Пред храмот се молев за неа и докрај ќе ја барам, како од сутот на грозието до неговото узревање. Така срцето моје се радува од неа, мојата нога по прав пат тргна, уште од младоста по неа одам. Го наведнував помалкувото и неа ја примав, во неа наоѓав многу поуки за себе, напредував во неа. Ќе го прославувам оној кој ми ја дарува мудроста. Одлучив да одам по неа. Го следев доброто и нема да се посрамам. Душата моја неа ја бараше, а во делата мои бев исправен. Рацете мои ги подигнав кон висините и ја осознав својата неукост. Кон неа душата моја ја управив и од самиот почеток и го предадов срцето свое. И со чистота ја достигнав. Затоа нема да бидам оставен од неа. Внатрешноста моја се подигна неа да ја бара. Затоа придоби вредно богатство. За награда Господ јазик ми даде, со него ќе го прославувам. Дојдете кај мене, вие, ненаучените, во училиштето мое бидете, зашто вам мудроста ви е потребна. Душите ваши силно жеднеат за неа. Ја отворам устата своја и ви велам, купувајте ја без пари. Ставете го вратот свој во јаремот незин и душата ваша нека го прима ова учење. Него можете близу да го најдете. Ете, со ваши очи гледате, јас малку се потрудив и голем спокој најдов. Придобивајте поуки колку за големо количество сребро, а со тоа ќе добиете богатство поголемо од злато. Нека се радува душата ваша за неговата милост и не срамете се да го прославувате. Свршувајте работата своја навреме, и тој навреме ќе ви ја даде вашата награда. Елиезер,